إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala je продолжиме со ова изворедна книга, а таја е Кешфу шубухат, откривање на сомнежите. Откривање на сомнежите од страна на оние луѓе кои обожаваат мртвите, кои обожаваат гробовите и кои ги креваат створенијата над нивната позиција кој им е дадена. Дали се тие пекамбери, дали се тие ангели, дали се тие евли, дали се тие богобојазливи луѓе и така натаму, значи кревање над она што им е дадено ним од нивниот создател, а тој е Аллах субханаху ва таала. Зошто во моментот кога некој посветуваат некој ибадет, кој да ибадет тој, на едно створение, му дават право на тоа створение што не му е дадено на него од неговиот создател Аллах субхана ва таала. Зошто? Обожавањето, ибадетите, сите врсти на ибадет му припаѓаат единствено само на Аллах субханаху ва таала и на никој други. На никој други. Затоа треба да се вратиме. Ние треба сериозно да се вратиме во нашата вера. Се видовте си нека во 10 нешто што се случи? Да. Виде која сила таја. Дали има некоја сила дуњалочка што може тоа да го направи? Немат. Тоа го прави само создателот на овај дуњалок. Кај си ти да се разбудиш? Можеш да се случи да ти бидат тие последни часови во твојот живот. Но Аллах субхана ва таала ти даде тебе можност. Ти даде можност да живееш за да се вратиш назад. Врати се назад во Аллаховата вера потполно. Синека да некому да му дадеш и целиот дуњалок, вели не ми требит во тие моменти. Зошто знаете дека нема тој вредност во такви моменти. Но тоа што вреди, браќе, вистинскиот иман во Аллах субхана ва таала. Затоа спремај се, немој да мислиш јас сум млад, јас имам време, ќе направа 50, 60, 70 години, па тогаш ќе почнам да одам во џамија, тогаш ќе почнам по суннет да правам. Не, почни уште денеска. Зошто не се знае кога ќе дојде смртта. Таа работа не е во нашите раце, туку тој што ни го дал нас животот, а тој Аллах субхана ва таала, тоа е во неговата рака. Во Аллах субхана ва таала. Тој е собственик на нашиот живот и на нашата смрт. Затоа ние вакви случаи треба да се подсетуваме, да се разбудиме од овај тежок сон. Дури во такви моменти немаш ни можност да направиш, значи, едно довидување со твоите најблиски. Немаш можност, можеби, да излезеш од твојата куќа, што ти још дигнат на дуњалокот со главата нагоре и велиш јас сум јас не ми треба ни намаз ни ништо, јас се оставам на моите компетентности, значи на мојата моќ. Каде е твојата моќ во такви ситуации? Затоа, значи, почни да учиш. Немој да се играш, се ти не си створен за игра. Ова треба нас да не биде јасно. Значи, ние не сме создадени за игра. Без цел, без смисла на овај дуњалог. Велит, како што вели шех Ибн Баз, рахимахуллах, овај огромен алим, велит дека
во Аллаховиот говор وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, значи не сум ги создал ни джиновите, ни инсот, луѓето, освен, велит Аллах Таала, само за тие мене да ме обожаваат. Шо вели шейх Ибн Баз рахимуллах? وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِعِلْمٍ, но ибадетот не може да се реализират освен со знаење. Ибадетот што ти треба да го правиш, дали тој намаз, дали е хадж, дали е садака, дали е зечар, дали е пост, дали се други ибадети, ти не можеш тој ибадет да го спроведиш онака како сака твојот создател, освен со знаење, не со кажување приказни, со знаење. Тоа знаење од каде знаење? Шо рекол бабо, комшијата, уличарот? Не. Шо рекол Аллах субхана ва таала и неговиот пекамбар. Тоа е знаење во нашата вера. Ти треба да бараш тоа, да истражуваш. Не само да се клањаш како тебе ки ти кефнит. Не да постиш како тебе ки ти кефнит. Не да правиш хач како тебе и мене ки ни кефнит. Не. Онака како сакат Аллах субхана ва таала. Како сакат Аллах субхана ва таала? Онака како нас ни покажал пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ve sellem. Зошто е улогата, задачата на пекамберот салаллаху алейхи ve sellem? Што е? Ако ти сам можеш да измислиш како сакаш ти или јас сам да измислам по кефовите мои, тогаш што е задачата на пекамберот салаллаху алейхи ve sellem? Значи ова во вистина кога ти починаш да ставаш новотари во верата Аллахова, ти со ова го напаѓаш нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ve sellem. Дали сакаш или не ичеш. Дали сакаш или не ичеш. Затоа, значи, почни со знаење. Знаење, цврсто знаење. Цврсто знаење. Цврсто се држиш за оваа вера. И да му се молиш на Аллах субхана ва таала ноќ и ден во сите намази, да ти дајат Аллах субхана ва таала вистинско разбирање во оваа вера. Вистинско разбирање. Велит авторот, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, фаин кал, ако ти речи тој, значи овде цело време сега до крај на книгата вид на разговор. Разговор со луѓе кои имаат сомнежи. Значи го тера шейхот рахимахуллах, зашто имаше овај алим, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, имаше огромно искуство со оваа врста на луѓе кои обожаваат гробови и увеличуваат мртвите луѓе. Ние рековме си нека, што рековме си нека, дека ако беа важни гробовите во исламот, се многу луѓето се врзуваат гробови, не, ако беа важни гробовите во исламот, ќе ни кажеше нашиот пекамбер салаллаху алейхи ve sellem, Мухаммед салаллаху алейхи ve sellem, ќе ни кажеше нас гробот на Ибраим алейхи селам. Ќе ни кажеше нас гробот на Иса алейхи, не на Иса алейхи, Иса алейхи селам е здигнат во небото. Ќе ни кажеше нас гробот на Муса алейхи селам. Ќе ни кажеше нас гробот на Нух алейхи селам. И на другите, значи пекамбери, на гробот на Јакуб алейхи селам, гробот на Јусуф алейхи селам. Ке не ги кажеше пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, но не ги кажа. Зошто? Немаат важност гробовите во исламот. Гробовите се патека кои водат во ширк. И затоа никогаш не можат да ги собереш заедно гробовите и џамиите. Затоа големата грешка, значи се градат околу џамии гробови. Зашто џамијата е да се обожават единствено еден и единствен Аллах субхана ва таала. А гробот што е? Патека кој те носи тебе во ширк. Значи не може да се здружат заедно да се споат тие две работи никогаш. Да. Значи затоа ние не знаеме гробовите кај се од пекамберите. И од најголемиот број на сахаба ридвануллахи алейхим. Од најголемиот број на сахаба ридвануллахи алейхим во хаџот кој го направи пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, имаше над 100.000 сахаба, над 100.000. Ние од кој сахаба ги знаеме гробовите? Од Абу Бакр, Омар и што се шухада Ухуд. И то не ги знаеме, значи точно каде е точно гробот, туку знаеме дека во ова место се шухада Ухуд, шехидите од Ухуд, тука се закопани. Гробот од Усман радијаллаху ан не се знае. Гробот од Алија радијаллаху ан не се знае.
Гробот од Аиша ради Аллаху анха не се знае. Не се еден голем број на сахаба, Ридвануллахи алейхим, се закопани во Бакијатул Гаркат. Во Бакија, гробовите Бакија што се во близина од џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Но нигде нема обележано овде се сахаба. Зошто да не одат луѓето да прават ширк тука? За да се чуват теухидот, да биде обожавањето чисто само за Аллах субхана ва таала. Но денес како нас не гробот мора да направи олку бетон и арматури, не знам што. Кој е повреден? Ибраим алейхиссалам или твојот татко? Или мојот татко? Ако имаше важност тој гроб, ќе ни кажеше нас пекамберот салаллаху алейхи ва салем, од Ибраим алейхиссалату ва салам. Шо? Аллах субхана ва таала го зеди Ибраим алейхиссалату ва салам за шо? За пријател. Халилуллах е Ибраим алейхиссалату ва салам. Но не го знаеме неговиот гроб. Затоа ние треба да се држиме за основни работи во нашата вера. Не да бараме некој работи што нема никаков корен и никаква подлога. فإن قال ако рече тој إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإن لم نقل يعني عبد القادر ابن الله ولا غيرهم. Сеја овде, тој ти внесува тебе друга врст на сомнеж. А тој сомнеж е следното. Ти вели, оние луѓе во времето на џахилиетот, значи пред да се појави пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Мекка, тие и после појавувањето на пекамберот салаллаху што стана во ширк што продолжија, тие не паднаа во неверство, освен рекоа дека ангелите се Аллахови ќерки. Значи ангелите се Аллахови ќерки. Фа инна лем некул, но ние не велиме никогаш дека Абдул Кадир ел Џејлани, значи го рачнам како евлија да бил. Значи ние не велиме за Абдул Кадир Џејлани дека е Ибнуллах, дека не велиме дека тој е Аллахов син. Или за некој други, не го тврдиме тоа. Значи тој сака сега види да те измамни тебе. Значи да те измамни. Што сака тој? Да те направи тебе да веруваш и да мислиш дека нивниот куфр и ширге поради нивното верување дека тие биле Аллахови ќерки или синови. А не дека паднале во ширк поради нивните молитви и дови што ги упатиле и посветиле кон тие ангели и кон тие пекамбери. Значи тој сакат ова му е нему важно. Важното него е да ти да не го укораваш него, да не го критикуваш ти него, поради неговото правење дова на мртвите луѓе. Се тој тука сака да се брани, тука сака да излези, тука сака да се извлечи. Но една работа треба да знаеш, ова работа не е да излезиш и да се извлечиш пред луѓето. Ти има да застанеш пред твојот Создател, Аллах субхана ва таала. Ти требаш за тие дела да спремаш одговор на судниот ден. Значи немој да покушуваш да измамнуваш луѓето. Зашто ти во вистина со тоа само сам себе си се измамнуваш. Сам себе си се измамнуваш. Значи тој ти вели тебе сега, тие рекоа затоа направија неверство, се рекоа дека ангелите се Аллахови ќерки. А ние не го велиме тоа за Абдул Кадир ел Џејлани или за други луѓе кои им се посветуваме ние во нашите молитви. Фал џавабу, одговорот на овај сомнеж. Значи шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах вели, значи одговорот на овај сомнеж е анна нисбат ал валад ила Аллах куфрун мустақиллун. Да му препишиш на Аллах субхана ва таала дете, ова е на самостоен куфр. Значи, самото препишување син или керка на Аллах субхана ва таала, дали обожаваш и други или не обожаваш други во твоите ибадети, самото препишување на Аллах субхана ва таала син или керка, ти правиш неверство, излагаш од верата. Значи, ова е самостоен куфр. Значи, самото тоа дело, самото тоа верување,
без да има тоа врска со твоите молитви, што ги посветуваш ти на други, самото тоа е неверство. Значи куфр. Зошто? Велит Аллах субхана ва та'ала, кала Аллаху та'ала, велит Аллах субхана ва та'ала, види забората како. Велит Аллах субхана ва та'ала, Кул хуа Аллаху ахад. Кул хуа Аллаху ахад. Значи, му вели на пекамбарот Аллах Та'ala, речи Мухаммед, речи, Allah е еден и единствен. Allah е еден и единствен. Шо вели после шехот? Еллази ла назира леху. Кој Аллах Субхана ва Та'ala немат како него. Значи, немат нешто што е како Аллах Субханаху ва Та'ala. Allah Ta'ala единствен, ахадун. Нема ништо како Аллах Субханаху ва Та'ала. Што значи во овај ајет Кул хуа Аллаху ахад, ова е возвратување на онаа врста на група на луѓе кои му препишуваат на Аллах Субхана ва Та'ала деца, керки и синови. Значи, ова во овај ајет содржуваат пробивање против онаа врста на луѓе кои му препишуваат на Аллах Субхана ва Та'ала, значи, синови и керки. Зошто? Аллах Субхана ва Та'ала нема земено за себе си, значи, придруженик или придруженика. И Аллах Субхана ва Та'ала нема деца. И тој еден и единствен. Лем јелид ва лем јулад. Значи, не е роден и не родил. Аллах Субхана ва Та'ала е славен од овие работи. Кул хуа Аллаху ахад, Аллаху самад. Што значи ас-самад? Ас-самад, вели шех Мухаммед рахимахуллах, ал-мaqsudu фил хаваидж. Значи, оној кој е баран кога има неговите робови потреба. Значи, ас-самад. Значи, оној кој му се молат неговите робови кога имаат потреба, кога имаат тешкоти. Ова е во вториот ајет на суратул Ихлас, пробивање на онаа врста на луѓе кои обожаваат во нивните потреби други освен Аллах Субхана ва Та'ала. Значи, со овие два ајети ти пробиваш две врсти на луѓе. Првата врста е оние кои му припишуваат на Аллах Субхана ва Та'ала деца. Втората врста на луѓе оние кои се молат на други освен Аллах Субхана ва Та'ала во нивните потреби. Значи, во суратул Ихлас ова содржуваат. Значи, кратко сура кој ние можат секој дневно го учиме во намаз, содржува, значи, и пробивање против оние кои му припишуваат на Аллах Субхана ва Та'ала деца, а исто така и против оние кои му се молат, кои посветуваат нивните молитви на други, освен Аллах Субхана ва Та'ала, значи на други, на мртви, на што ти знам ја други, значи гробови и така натаму. Фамен джахада хада факад кафар. А кој го негират ова, значи негират да е Аллах Субхана ва Та'ала е еден и единствен, и негират дека Аллах Субхана ва Та'ала имат единствено заслужено негово право е кога имаат неговите робови тешкоти да тие само нему да му се молат, дова само нему да му прават. Кој го негират ова, значи тој имат направено неверство, وَلَوْ لَمْ يَجْهَدْ السُّورَ. Иако тој можеби целокупно гледано суратул Ихлас не го негират. Значи тој не го негират сурето, но негират овие работи, дека Аллах Субхана ва Та'ала единствен, дека немат деца, дека немат керки, дека немат синови, така натаму, и негират тој дека Аллах Субхана ва Та'ала е самед, тој вели не е Аллах самед. Тога што со тоа? Со тоа тој прави неверство и излагат од верата. Исто што велите Аллах Субхана ва Та'ала, ва кала Аллаху Та'ала, маттахаза Аллаху мин валадин
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah ta'ala vidi, Allah nema zameno za sebe si dete. I s onego zajedno nema drugi Bog. Znači, nema drugi Bog so Allah subhanahu wa ta'ala. To je jedinstven Bog koji zaslužuva da biti obožavan. Koji zaslužuva da biti obožavan. Ne imaš straf od stvorenijata. Kako si neka što se sluči slučkata. Vo tije momenti, vo takov straf, znači, kako reče ti, orče take, znači, ona vnatrešen straf. Ako ti imaš taja straf od nekoj stvorenije, a ne od Allah subhanahu wa ta'ala, ti praviš širk vo stravot. Se takva vrstna straf što osjećavaš ti vo takvi situaciji, ne pripađa ta straf da ima za nikogo se od Allah subhanahu wa ta'ala. A ti vo takvi momenti, ako fatiš Bogorodica da ja zemiš vrace, ako fatiš kamčeto i drvčeto vrace da go zemiš, znači imaš straf i misliš da to će te spasiti tebe, ti izlagaš od verata. Ti si kafir. Kafir. Nemaš ništa s islamom. Iako se vikaš Muhammed i Abdullah, ne zna kako da se vikaš. Ne ti vredi ni imeto ni prezimeto. Delata se šo vredat. Delata. Ne imeto i prezimeto. I poteklo to i koreno. Se si neka vo takvi situaciji. Znači ti imaš vo takvi situaciji od kogo samo takov straf jedinstveno od Allah subhanahu wa ta'ala. Od nikoj drugi. Ovdje, v ovaj ajet, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin. V ovaj ajet pravit Allah subhanahu wa ta'ala razlika među dve vrsti na kufr. Prva ta vrst na kufr je tek Allah subhanahu wa ta'ala nema zemeno za sebe dete. Znači onaj komu pripišuva na Allah ta'ala dete, go negirat ovaj ajet, go negirat Kuranot. Što samo pripišuvanje to na Allah ta'ala dete praviš ti neverstvo. A isto, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Isto zajedno sa Allah ta'ala nema drugi Bog. Znači, ako beše značenje to isto, kako što staka toga da ti stavi tebe somneš, togaš neke nemaše smisla vtorata vrst na kufar ovdje, odnosno na širk. Ama Allah ta'ala pravi razlika. I Allah subhanahu wa ta'ala je seznajen. Allahovo to znanje nije ograničeno kako od stvorenijata. Allah subhanahu wa ta'ala je seznajen. Znači Allah subhanahu wa ta'ala pravi ovdje razlika među ovije dva vrsta na kufr. Kufr je da mu pripišeš na Allah ta'ala dete, a isto kufr i širk je da praviš ti sa Allah subhanahu wa ta'ala zajedno drugi Bog. Znači i to je kufr i to je kufr. I što veli šejh Muhammed rahimahullah wa ja'ala kulla minhuma kufrun mustaqilla. Znači sveko od njih gi napravi samostojen kufr. Znači to je kufr i to je kufr. Isto velite Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ. Mu napravija ti na Allah subhanahu wa ta'ala ortaci od džinojta. Znači ti mu pravat na Allah ta'ala ortaci. Ne razbirate ortaci zbor od ortak? Pridružnici. Od kogo džinovite? وَخَلَقَهُمْ. A Allah gi stvoril ti je džinovi. Znači kako možeš da se osmeliš ti? Da ti je džinovi da gi zemiš zajedno pridružnici i ortaci su Allah subhanahu wa ta'ala, koga toj je Allah subhanahu wa ta'ala gi ima ti je džinovi sozdadeno, stvoreno. Kako možeš da go zemiš nešto, da go kreneš vo toj stepen, što mu pripađa samo na Allah subhanahu wa ta'ala, nešto što Allah go stvorila. To je stvorenije od Allah subhanahu wa ta'ala, to nema pravo da biti to obožavano. I zato kako veljatke nas, jaz go obožavam ovaj futbaler, tako je? Kaj se našite ljudje da gi vospituva od muslimanskite deca, da pazat od ovaj nizok rečnik. Ova ne je rečnik na musliman, na muvahid, šimat implementirana ova vera.
Зборот обожавам се употребува само за Аллах субхана ва таала. Ти после кажувај колку сакаш да постот. Ако лупат вакви зборови, во голема опасност е. Прашање неговиот ислам. Ама не, денеска теми што нема, значи, со важноста за муслиманите. Си држат теми по нешто по него, што слушал на телевизија, на радио, на Фейсбук, тоа тема ќе му стане на џума. Наместо овие теми да ги држи што се важни, што се во прашање дали си муслиман или кафир, брат. Не, тоа се во голем рахатлок, значи опуштени се многу онаке. Не, тие теми не се важни. Нешто што било во Фейсбук, што напишал онја, да му натварля на другиот некој муабет. Каде е тоа воспитување? Каде е тоа советување на исламскиот уммет? Тоа е задача. Ти имаш одговорност за тоа. Ова не е шала. Ова не е шала. Како ќе се чувствуваш ти? Прашај се ти малце себе си, врати се малце, прашај се. Ти му доверуваш на еден човек 40 овци. Пример, или 30. И тој во тие 30 овци те изневерува тебе. Како ќе се чувствуваш ти? Дали ќе ти дојде тебе доброто? Така? А како се чувствуваш ти да некој да те изневери тебе во твојата вера? Не те научил. Ти си удел 30 години кај него и ти немаш вистина ништо научено. 30 години ти изневерувала. Да. Каде? Значи, ние треба да имаме повеќе да ни парни тешко, да ни превари некој од верска страна. Значи, а нас да ни изневери некој за 100 денари, може да сипиме цел живот муабета. Зошто сме врзани многу со дуњалокот. А некој во верата си шиба како сака, не изневерува секој ден и ноќ, ние си шибаме и умот, значи мирно ни е све. Значи, каде овде љубовта за оваа вера? Нормално, кој да те превари тебе во Аллаховата вера, ти требаш повеќе да чувствуваш, значи, тешкост во себе си. Овде прашај се, мери го твојот иман. Ама за дуњалок за 200 денари се расипува цел дуњалок. А во верата колку да те преваруват, чутиш, немаш гајле, велиш. Тој знае порно. Да. И затоа ова би во јасност ваш, затоа не дат овде многу луѓе, знаете. Се овде, а дојдеш, требаш машта видиш. Треба се држиш. Овде немат шарење, правење кефови на некој си, не. Така е, тоа е проблема. А таму, каде да појдеш, значи, кај мене в село и другите, ти му велиш, ова сака, прај го, прај го, значи, нема да ти кажете, еј, запри се овде, работава е опасна, ти си во опасност, ја можа да ти кажеш што сакам, а ова е вистината, не, ич, тој дури првиот што го прави тоа нешто, што е харам можа. Не може го раси. Така е, каде е овде? И затоа луѓето гледаша, а човекот е сакат олеснување, само олеснување. Ама на Хасан ал-Басри, рахимахуллах, му дојде еден човек и му рече, нашиот имам, што ги имаме во близина таму, кај што се клањаме секој дневно во таа џамија, тој увек нас ни става страв. Увек ни става тој нас страв. Тогаш му рече Хасан ал-Басри на тој човек, биди со онај што ти става денеска страв, ама утре ќе бидеш во ахирет во сигурност. Од што со оној човек кој денеска ти дава тебе лажни надежи и утре ти ќе бидеш оживен и нема со тебе ништо. И најтешкото е што тогаш нема повеќе враќање. Значи, замислите какво значи, душевно ќе чувствуваш ти кога знаеш дека више нема сега враќање повеќе, а ти не ги немаш делата како требите.
Ти замисли сега да кренеш на пат. Значи малце би дуњалочки да го гледам. Креваш на пат. Оденош ти кажуваат на чекингот таму пасушот, ти изминал рокот. И се од Скопје се вратиш Кичево Требит. И авионот ќе се заменет. Дали ти ќе дојдеш дома радосен? Замисли малце работит глава Требита. Како е, и ти пак, утре ќе направиш пасушот, и пак ќе земиш други авион, и пак ќе си још. Си изгубил можда неколку стотици евра, 500.000 толку, така? Ти ќе ги работиш и ќе ги вратиш пак, и ќе ги изваеш. Ама на судниот ден, кога ќе застанеш пред Аллах субхана ва таала, не вредат евра и долари и франаци. Ни злато, ни сребро. И немат враќање. Повторно, други билет немат, други тикет немат, друга карта немат. Дали си спреман ти за тоа? И синека можеше? Можеше, значи. Зошто Аллах субхана гледа се моќен. Затоа врати се, не гледај ти, абе овие ваков не ми пасират. Ти не иди тука што ти пасира или не ти пасира. Дојди за тоа знаење. Како што велите имам Шафи рахимуллах, подобро е 1 сат да се понижиш, ошто цел живот да живиш во незнаење. Зашто ти да седнеш пред мене тука е една врст на понижување. Во вистина, зашто требаш да чекаш, па да се трудиш, да слушаш, не смееш да збориш кога сакаш ти. Значи тоа врст мало на понижување. Но подобро е 1 сат да се понижиш, ошто цел живот во незнаење да го поминеш. Ти се понижуваш, значи се правиш скромен во вистина во тој момент. Зошто? За Аллах субхана ва таала да научиш оваа вера. Подобро ти 1 час така да го поминеш, ошто цел живот во незнаење после. Ама некои луѓе мислат дека е така подобро. Цел живот во незнаење, цел живот во темнине. И после имаат проблеми. И после се јавуваат. Има потреба за ова, има потреба за она. Сите тие проблеми, што има проблем за рукија, за работи, сите тие проблеми се извираат од што немаш ти ова вистинско верување. Ако ти, колку, и затоа тие измамниците, што ги измамнуваат нашите луѓе, тој ќе појд кај него, каде да одат тето, гостија, Скопје, не зна каде, низ Косово дури одат, тој не гледат ситуацијата на тој човекот, така речеме пациентот. Тој гледат да му направи нешто, да му измие точите, дај парите. Или не зема пари, ама тој те врзал, тука остален пешкира. И после што прави? Тој, колку сака нека ти читат рукија тебе, ако ти самиот не клањаш намаз, ако твоето срце не е поврзано со Аллах субхана ва таала, таа рукја не ти вреди тебе. Ама тој не те учи ваке, зашто ако те учи тој да ваке, после нема пациенти тој тука ке него. Тој сака да те измамнува тебе, да го даеш дури последниот динар. Тие така права тие измамници. Дури последниот динар да ти ги извадите од тебе. Дури имаат луѓе во Албанија им рекле треби да дајте 30.000 евра за џамити да ви го спасиме вашиот син. Човекот е извал нивата да ја продајте одма. Зошто ти мислиш дека готово ми рекол тој? А тој тебе ти давате на обична вода од чешма. Зато учи 1 час тука, за да не останеш после цел живот по улици и да те измамнуваат измамнувачите. Се така ќе паднеш. Така ќе те измамнуваат тие. Учи 1 час, подобро е. После тоа, вели шейхул ислам, шейх Мухамед рахимуллах, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَيْضًا, исто така е доказ за оваа работа, за врска, значи, за препишување деца на Аллах субхана ва таала, дека тоа било причина што паднале тие во неверство, а не дека тие им се молеле на нив и така натаму. Вели шейх Мухамед рахимуллах, أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءِ اللَّاتِ مَعَ كَوْنِهِ رَجُلًا صَالِحًا لَمْ يَجْعَلُوهُ ابْنَ اللَّهِ
والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. Što veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah? I vidi, tije što velata, kako nekoj skitnici od zajas, od bačišta pola, ni sa Austrija, ni z Bečtamu, kažuvale deka pazete se od Muhammed Abdul Wahhab, to je bil špijun engleski, ne zna što. Znači, tije zabludni glavi, što se vistinski, znači, prezabludni, prašalnik je kaj tije luge islamot. Imat smelost da zborat za ovije imami kako ovaj kalibar, šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Velate ka bil špijun engleski. Neko što je špijun engleski, da li to ti go saka tebe džennetot? Znači, mnogo jednostavno je. Ama Allah Đelešanu na tije ljudi imat poniženo. Ne im dal takvo razbiranje. Neko što je špijun, da li ti go saka tebe džennetot? To je špijun. To saka ti vleži vo džehenna, ne vo dženneta. Kako to će ti uči tebe ovije detaljni raboti, detaljni vo verata, glaboko detaljni, tako je? Povek je to da može prv pad nekoga gdje slušate ove raboti tuka. A posle 10 shvaćate koliko se važni, tako je? Kako moj engleski špijun ovdje rabota ti uči tebe? Prva rabota, ova je lošo mišljenje za Allah subhanahu wa ta'ala. Se neko mi reče, kako može reći se ova je lošo mišljenje za Allah ta'ala? Allah ta'ala nema da dozvolit engleski špijun da stignit ovaj vrvno shvaćanje vo verata. Allah ta'ala ima zadača za imeno da je čuvat ova vera. Allah nema da dozvolit engleski špijun da stignit ovaj stepen vo verata. I nije se gordeme da učimo od njegovite knjigi. Nemoj da misli koja zabludna, izrđana glava, teka nije ke se stramime da go rečime ime to ovaj imam. Neke go rečime. So polna usta. Duri go vikame šejhul islam, šejhod na islamot. Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Veli šejhod od argumentite protiv tije luje en alladhina kafaru bi du'ailati ma kaunihi rajulan salihan, oni je luge koji napravija neverstvo vo nivnite molitvi sprema Lat znači beše jedan čovek vo vreme to znači na džahilija. Vo vreme to na džahilija beše jedan znači bogobojazliv čovek koji posle njegovata smrt počna ti da go obožava nego. On je koji go obožava Lata, što beše pravedan čovek, ti je ne rekao nikoga šteka to je Allahov sin. Znači, on je koji gi posvetuva nivnite ibadeti, nivnite molitvi sprema Lat. Ti je nikoga ne rekao teka Lat je sin Allahov. No isto to Allah gi osudi za nevernici. Poradi posvetuvanja na nivnite dovi sprema Lat. Znači, to je na početak što saka da ti napred tebe, da ti izmamnit. Da te izmamnit, što da ti reči to je tebe, deka našite molitvi sprema Abdul Qadir, sprema Bedawi, sprema Hasan, Husein i drugi, znači to ne je širk, ne je neverstvo. Saka da ti izmamni to je tebe. Tu veliš, ti veli, ti je padna vo širki, vo kufar, znači vo kufar padna, zočo rekao melačina da se Allahovi kerki. No njemu velime stop, čekaj malce. Lat, koji beše obožavan, nikoga ne rekao, a mušricite vo vremetu na pekamberu sallallahu alejhi ve sellem, Lat je Allahov sin. Ti se mogu zedao nego kako Bog. Vo vitna kako saka sa onego da se približat ke Allah ta'ala. No tok mu toa im go uništi nivno to približuvanje ke Allah ta'ala i tok mu so toa ti je padna vo širk. I tok mu so toa izlegao ti od verata. Znači, prepišuvanje na Allah ta'ala, znači ova temata noćeska cijela se vrti tuka, znači, razlikata među prepišuvanje na Allah ta'ala deca, teka toa kufr, i zemanje pridružnici zajedno sa Allah ta'ala vo molitvite, vo dovite, vo ibadetite, teka i to je samostojen kufr i širk.
Nemoj da će da dozvoliš da ti izmamni, to je samo to da je napravi kufar, a ova drugovo ne je kufar, i za to da si smet i da si se opravduvat, da kao to smet da go pravi to delo, da go čini to delo. Ne smiješ da dozvoliš. Isto, veli šejh Muhammed rahimahullah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْجِنِّ لَمْ يَجْعَلُهُمْ كَذَلِكَ. Isto oni koji gi obožava džinojte. Oni koji gi obožava džinojte. Ti je, nikoga ne rekao te ka džinojte sa Allahovi sinovi. Туку само посветуваа нивните ибадети, нивните молитви кон джиновите. Никогаш не беше зборо, значи, разговорот кај нив, да реча така, джиновите се Аллахови синови. Никогаш не беше тема тоа кај нив. Темата беше што? Посветуваа молитви кон тие джинови. Посветуваа молитви кон тие джинови. После тоа вели шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين نوعين وهذا في غاية الوضوح. Veli šejhul Islam rahimahullah, isto od argumentite protiv ovaj somneže, дека алимите од сите 4 мезхеби, значи од сите 4 мезхеби, значи مذهب حنفية، مذهب مالكية، مذهب شافعية، مذهب حنابلة. Сите 4 мезхеби прават разлика меѓу оној човек кој вели Аллах има земено за себе си деца и оној човек кој обожава други освен Аллах Таала. Значи кај нив во разредите, во правилата, кој излагат од верата, кој отпаѓат од верата, има, значи, прават разлика. Се отпаѓат од верата, например, да се речи дека Аллах има земено за себе си деца. Сова се отпаѓа човекот од верата. Исто, друга врст на отпаѓање од верата е да обожава некој други со Аллах Таала заедно. Ако беше, значи, работата една, без да немат разлика, тогаш зошто прават алимите разлика во тоа? Разбрато, го фативте, значи, ова малца? И ова вели шейхул Ислам рахимахуллах, вели дека ова е во максимална јасност. Значи ова е многу јасно е. Но јасно за оно што имат разбирање. Оно што научен со приказни со гачки не разбира ништо. Како еден од тето дојде во џамијата во Швајцарија и рече: "Денеска не разбрава ништо од худбе твоја." Му реков: "Бац, не си разбрал зашто ти прв пат ваква худба слушаш." Готово. Зашто тој беше бил научен, 63 години беше човеков. Значи тој беше научен 50 години, штавен беше во приказни. Во приказни. И ти му одинош, иде тој, спомнуваш ајети, спомнуваш тефсири, спомнуваш хадиси, спомнуваш објаснување за хадиси, па рекол вакова има, па рекол... Тоа е за него, значи, тој не е научен таке. Тој е научен да му каже некој муабет, некоја приказна, излажена. Тогаш, значи, денес коджата беше најдобар, да видиш како кажуваше тој. А не во вистина приказни се кажуваат. Беше еден, така? Беше таму, нешто било. Чекај, ова вера не е било нешто. Тебе има срам да го речиш тоа. Ти имаш Куран, ти имаш Суннет и велиш беше негде. Не може да му кажеш на џемаатов Куран Аллаховиот збор. Немаш маштилок да кажеш хадис. Беше нешто. Каде е ова сериозност? Ама тоа. С ким си, таков си. Да ви биде јасно. Исто и џемаато, такви се џемаато, да. За жалост. Се ако застана тука пред него 20 луѓе учени, прво тука има страх да се качи на мимбер после. Ше знае, тука има луѓе кои слушаат со знаење. Ама застануваат пред него, кој понезнаен, понезнаен. Тој вели, ја што да им кажа на овие, и да сгреша во ајети и во хадиси, никој не може да ме поправи од овие. Да. Значи, така? И затоа тој не зема ти ваке книга, те учи тебе со страници. Зашто тој вели да јако го науча овега, тој ќе знае по од мене утре. И ќе ме поправа. Не, понака се тој не знае, кој џахил. Така ми одговарат поучимена. Значи, во сите мезхеби, Маликија, Шафиија, Ханефија, Ханабила, значи прават разлика меѓу оној кој му прави на Аллах му препишуваат деца
i onaj, znači, koji zema drugi bogovi, osven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ove se dve različni raboti. I s ova se pravi kufr, i s ova se pravi kufra. Znači, ne da ti izmamni, to je samo zašto ti je padnavo kufr, mu prepiša na Allah, teka me angelite sa Allahovi čerki, zato padnavo kufr. A ne deka ti im se mole na angelite, zato ne padnavo kufr. To saka znači ti oprodaj to je tebe. Da ti izmamni. Ne dozvoluvaj. Posle toga, wa in qal, iako reči to je, znači, vidite, pak se, što mu da reći, znači, kakva možnost je da ti kaže to je na odgovor. Znači, onaj koji saka da ti vnesi tebe, somne životvata vera. Wa in qal, znači, сега veli to je Allahovi odgovor, znači, ajet od Kuranot, ala inna awliya Allahi la khawfun alejhim wa lahum yahzanun. Znači, to ti veli tebe viditi se, a što tako da mi go negiraš mojite molitvi sprema tija evli, a ne rekol Allah v Kuran, ala inna awliya Allahi la khawfun alejhim wa lahum yahzanun. A na vistina za Allahovi evli nema da ima straf i ti nema da ima tažnost. Znači ti nema da bida dvostraf i nema da ima tažnost. Što saka da ti kaže tebe s ovaj ajet? Saka da ti opravda toj tebe, deka, to je smet da posvetува неговите молитви кон ти евли. Значи ти спомнувате еден ајет кој сака тој да ти се оправда, да ти аргументира во вистина, да тој сме да им се молит на евлите. Еве, велите Аллах Таала, на вистина за Аллаховите евли немат страф и немат тажност. Но овај ајет не е ајет што се од јасните ајети кои ти кажува тебе дека смееш да им се да ги обожаваш, да им се молиш на евлите. Овде Аллах Таала ги пофалуват евлите, но никаде не содржуваат овај ајет, посветете им вашите ибадети на евлите. Никаде не стоит. Но овде тој сака да те стави во една игра, што не смееш да дозволиш во таа игра да влезеш. А таја игра е кој е евлија, кој не е евлија. Ти со него, значи ова е алимите, како објаснуваат. Вели шех Салих ал-Шех, ти со овај човек не смееш да влезеш во дискусија и да му велиш, па кој рекол дека Абдул Кадир или Бедауи или некој си друг, кој рекол дека евлија е? Во моментот ти кога влагаш со него во овие дискусии, тој за да те измами тебе и да ти потврди џомети дека бил тоа евлија, вели видимо се случило нему керамети. Те клава тој во една тесна позиција тебе. Ама ти самиот си крив, се допушаш во таа работа. Ти му велиш нему кој ти вели тој тебе за евлите дека нема тие страв, нема тажност, ти велиш добро, тие се евли, немаме проблем ние со тоа значи. Но имаме ние правило големо. Тоа правило значи никој не се обожават освен Аллах. Ти на тоа се држиш. Не му дозволуваш изгледиш евлија, не евлија. Нас не интересира. Тој може евлија, може не евлија. Ако евлија, за него добро е тоа. Ние не влагаме во тоа е, не е. Зошто шех Салих ал-Шех вели да потврди за некого дали бил евлија или не бил, е многу тешка работа. Ти не влагај во тоа. Тоа е голема грешка влезиш. Ти се држи за она јасното. Што е јасното? На никого не му се посветува никоја врста на ибадет, освен еден единствен Аллах субханаху ва таала. Точка. Дали тој бил евлија, дали тој ангел, дали тој пекамбер, дали тој праведен човек, на никого не му се посветуваат ибадет, освен еден единствен Аллах субханаху ва таала. Ти на ова се држиш. Не излагаш од ова. Се некои луѓе, како вели шех Салих ал-Шех, во многу земни муслимански по светот, се допуштаат во оваа дискусија потврдувањето или негирањето за евлија и тогаш го ставаат ти него во тесна ситуација, што тој на крај многу повеќе му штети на оваа вера од што придонесуваат. Да. Затоа значи држиш се ти на онаа јаснostата. Што е јасност? Никој не се обожава освен един единствен Аллах субханаху ва таала. Значи на тоа држи се цврсто. Потоа велит шейхот рахимахуллах, факул هذا هو الحق
walakin la yu'badun. Znači reče mu ti njemu, da, ova je istina, znači ova Allahovi zborovi, znači za evlita Allahovi nema straf i nema tažnost, veli me da, ovaj zbor je istina, zašto? Allahov govor je. No, ti je ne se obožavat, ne im se posvetovat njim ibadat. Kako što veli šejh Ibn Baz rahimullah, ne obožava evlita, tuku trudi se sam da bidiš evlija. Kako će biti sam evlija? Ako bidiš pokoren sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, trudi se da bidiš i ti jedan od njih. Ama ti u momentu koga im se moliš na njih, im posvetuvaš molitvi i ibadeti, ti izlagaš od verata. Ti ne samo što ne stigaš niko baš evlija bidiš, evlija na šeitanu, da, ama ne Allahov evlija. Tuku ti izlagaš i od verata. Znači, najgolemata zaguba ti stigat poradi toa tebe. Potom veli šejh Muhammed rahimullah, وَنَحْنُ لَمْ نَذْكُرْ إِلَّا عِبَادَتَهُمْ مَعَ اللَّهِ وَشِرْكُهُمْ مَعَهُ. Znači, nije ne zborime sa tebe ova što kažu se prethodno, veli šejh rahimullah, nije ne zborime za evlite sa tebe drugi raboti, da li evlija, da li ne, nas ne interesirat da ne bi da ti obožavani zajedno sa Allah subhanahu wa ta'ala. I temata naša je vaše to pravenje pridruženije zajedno sa Allah ta'ala ti evli. Wa illa fal wajib alejke hubbuhum wa ittiba'uhum wa iqraru bi keramatihim. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. Zašto, znači nije ne zborime sa tebe sega, da li je to evlija ili ne evlija, temata naša je nivno obožavanje osa na Allah ta'ala, to je zabraneto. Da gi zemate, znači pridružnici zajedno sa Allah ta'ala, ovo je zabraneto, širgje. A vo druga strana, gledano znači da ti je luđe se evli ili znači pokorni luđe, znači ti kako vernik, kako musliman trebi da gi sakaš pokornite luđe sprema Allah ta'ala. Znači ona koji je bogobojazliv, ona koji je pokoran, ona koji je upaten vo Allahova ta vera, ti si zadolžen, fal wajib alejke, znači wajib za tebe je to zadolžnost, da ti nego da go sakaš i da go slediš. No tu kada go slediš se misli, znači se podrazbirat, kako še da limite, da go slediš nego znači koga toj go sledi sunetot od pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači ne da go slediš nekogo što toj go otvarla sunetot od pekambera sallallahu alejhi ve sellem, go stava za negovi od grb i veliš ja go sleda nego. Ne. To je ne evlija. To je ne evlija. Isto nije tvrdina ahlu sunna wal jama'a, nije tvrdime znači deka evlite im se slučuvat keramat, no su dozvolot Allah subhanahu wa ta'ala. No kako što velit imam Abu Hanifa rahimullah, ako ne se fuqaha, alimite na fiqh, ako ne se ti evli, togaš nemat Allah ta'ala evli na dunjalog. Znači ako ne je alim, znači Allahova ta vera evlija, togaš za koga? Za nekoj skitni zarečiš ovdje evlija? Za nekoj mađioničar? Za žalke nas mađioničar? Zabluden dov kraj? Evlija. Vidio, ne krevat glata. Non so purnata glata držite. Ovdje evlija. Ojte kaj nego. Ojte, to će vi pomožet vas. Ne, to će da propase tebe. I nije, znači, ahlu sunna wal jama'a negi negirat kerametita. Tuku, tije koji gi negirat kerametita od evlita, se lugeto na novotarijata i na zabluda. A koji se tije? Havarić i Mu'tezila, ove dve sekti, negirat da Allah im dal na njegovi evli kerameti. Znači ona korenito negirat da evlite imat kerameti.
А други луѓе, суфите и други, имаат претерано во тоа. Значи, едните негираат, другите прифатиле, ама претерале. Но шо вели шејхот? Но Аллаховата вера е средина меѓу две екстремности. Меѓу две, Аллаховата вера е упатство меѓу две заблуди. Аллаховата вера е вистина меѓу две невистини. Значи, некој или претерува во верата, или остава скроз. Но вистинските луѓе, ахлу сунна вал џемаа, се среда. Ни претеране, ни оставање многу. Настреде. Онака, како што дојде пекамберот, Мухаммед, саллаллаху алейхи ва селам. Ни претерување во верата, екстремно, ни оставање, значи, скроз. Туку си настреде. Се држиш. А што е средина? Си има овде друга работа, а тоа е, секој еден си земат две екстремни работи, како пример сега средина во книгава, така? Има, значи, две дела, значи, десно и лево, средина. Но некој човек е овде. Овде е човек некоја. На повеќе на екстремнава страна. Тој си прави друга уште една средина овде. За себе се гледат, дека тој е во средина. Разбирате, значи? А во вистина ти треба да видиш дека каде е средината, да се вратиш на она што беше нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам. Не да си правиш ти сама средина своја. Овде си и велиш овие што се во средина, тие се во екстремно за тебе тогаш. И тие што се во други што ставиле скроз. И ти си рачниш себе се во средина, а не во вистина ти си претерала. Ти си излегол од оваа средина. Ти си више овде или овде си. Иншаллах ќе се задоволиме со толку. И утре вечер ќе продолжиме, не утре вечер, во петок иншаллах, идниот петок. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.